Домот за стари лица Зафир Сајто доби целосна поддршка од Советот на општина Куманово за дополнителни вработувања, но за колку од предвидените 27 со годишниот план за вработување во 2027 година ќе бидат обезбедени средства, зависи од Министерството за финансии кое го има последниот збор. Според директорот Александар Крстевски, приоритет за установата е обезбедување пред се на негуватели, медицински сестри и административен кадар, поради, како што вели, поквалитетна грижа за корисниците и непречено функционирање на домот. Инаку, според систематизацијата, Зафир Сајто треба да има 80 вработени, а моментално располага со само 33, од кои 7 лица се ангажирани преку Агенцијата за привремени вработувања. Во овој момент во институцијата имаме 30 вработени, додека 7 лица се со ангажирани со преку Агенцијата за привремени вработувања, кои извршуваат работни задачи од големо значење, тоа е за нормално функционирање на домот. За следната 2027 година се очекуваат зголемени потреби за обезбедување на континуирана здравствена, социјална и институционална грижа на нашите корисници и со тоа и подигнување на квалитетот на животот во домот. Особено изразена потребата од кадровски зајакнувања во сегментот на следните работни места и тоа веќе го имате плано добиено: негователи 6, медицински сестри 6, хигиеничари 5, сервирки 2, готвачи, социјален работник, физиотерапевт, чувар, воспитувач, работен терапевт, сметководител и правник, од кои овие профили ни се неопходни за да обезбедиме 24 часовна грижа на нашите корисници и со тоа и изголемување на квалитетот на животот на нашите уживатели и со тоа и создавање на услови за подобра организација во целиот работен процес. Воедно, дел од потребите кои ги бараме се дел што ги извршуваат лица ангажирани преку Агенцијата за привремено вработување, што сами знаеме не представува долгорочно решение за функционирање на установата. Со годишниот план за вработување се врши и кадрско планирање согласно реалните потреби на установата при реализација на планираните вработувања, кои ќе обезбеди финансиски средства добиените согласности од следните надлежни институции, спроведување на законските пропишани постапки. Согласно тоа, имајќи го предвид годишниот план, што го даваме до Советот на општина Куманово за донесување на одлука на давање на согласност за годишен план за вработување за 27 година за домот на стари лица Зафир Сајто, каде што ги имаме детално разработено и опишано сите работни позиции. Исто така, не треба да буни фактот дека сите овие потреби што ги имаме од 27 лица ќе бидат вработени, туку бараме одлука од Советот за да се достави исто така до надлежното министерство, Министерството за социјална политика, демографија и млади, а потоа до Министерството за финансија, доколку тие обезбедат средства, ние се уште не знаеме колку ќе обезбедат, врз основа на тоа ќе обезбедуваме работен ангажмент на истите. Давам максимална поддршка за вработување на сиот потребен кадар, затоа што старите лица заслужуваат во тие години да бидат максимално згрижени и да им се посвети внимание какво што заслужуваат. Мене ме буни едно. Вакви планови за вработување имало и предходно. Вашиот предходник во многу наврати пред вас имаше многу обраќања дека она лоша влада не му давала вработување. Сега колку што гледам, оваа добра влада пак повторно не дава вработувања. Ќе можете да ми ја дадете причината, оние лошите зошто не давале, ама зошто и овие добрите сега не даваат, а таму има корисници на кои навистина им е потребна и многу грижа, и медицинска нега, и нормално 24-сатно внимание. Јас не би можел да ви дадам своje ведување врз основа на тоа што претходниот директор работел и претходните вработувања, но може да ви дадам податоци од 2017 година, тоа е 16 до 2025 колку годишно сме имале вработени. Може да кажам дека 2022 година после 7-8 години имавме 3 вработувања во домот, 21 година 2 и 24 година 10 вработувања во сегментот на вработувања.
не вклучувајќи ги пензионирањата, откази за заминување во странство и така натаму. Значи, како од големо значење би ни било доколку Министерството ни даде поголем број на вработувања, бидејќи сами знаете како што наведовте е 24 часа грижа на овие лица и домот е од отворен карактер. Така тоа ни прави уште поголем проект, поголем проблем за да им обрнеме внимание на сите наши уживатели во домот, тоест штитеници. Во вистинско време ваква една убава точка малку да продискутираме за Зафир Сајто, бидејќи откако ја направивме новата градинка во Куманово, може да кажеме дека Куманово иднината е во старските или во старечки домови. Свесни сме во кој правец оди нашиот град, нашата општина и целата наша држава. Ние имаме привилегија на ниво на Република Северна Македонија да имаме старски дом во својот град. Тоа е нешто што мислам дека ќе биде се почест случај во наредниот период и во другите градови. Бидејќи нели живееме во време на економски препород, каде што се поголем број на млади луѓе бегаат од државата, буквално се иселуваат и се поголем број на стари луѓе остануваат сами тука да живеат. Баш сегашниот ВД директор, мислам дека сте Крстевски директор, се извинувам, да ви честитам прво на се надам успешно ќе ги извршувате функцијата. Кога бевте дел во труд и социјала во општинскиот сектор, знаете и сами колку многу работевте со стари безпомошни лица, програми развивање и затоа велам дека иднината на Куманово за жал се старските домови. Не се градинките, туку нешто друго. Се надевам дека ќе има слух ова владеачко мнозинство сега на централно ниво да ви обезбеди финансии кои што ви се навистина многу потребни за овие вработувања, за да може да функционира овој старски дом. А и верувам во вашите капацитети како директор, во вашата харизма дека и претходно што сте работели, дека и сами ќе знаете и финансирања и можности за проширување на капацитетите, за зголемување, бидејќи ако не се нешто нагло промени за 10, 15, 20 години, овој старски дом ќе биде премал за луѓето кои што ќе треба да ги примат.